Леонардо, откако замина од Пари Сен-Жермен, планира да се врати во Интер и тоа во улога на спортски директор. Леонардо во текот на 2011 година 6 месеци мина на клупата на Интер, но потоа замина во Париз каде работеше како спортски директор во ПСЖ. Сепак поради тургање на судија, тој заработи суспензија од 14 месеци и одлучи да се замени од францускиот тим. Тоа е прва желба на индонезискиот магнат Ерик Тохир, кој се очекува наскоро да го преземе Интер, односно да откупи 75% од акциите. Новиот сопственик ќе се сретне со бразилецот во Лондон и ќе му понуди место на прв оперативец кај нероадзурите, само останува нејасно дали Леонардо ќе ја преземе функцијата веднаш или следното лето. Бразилецот Бернард беше мета на многу европски гиганти, но се претпоставува дека Арсенал веќе го комплетирал трансферот. Бернард во петок ќе пристигне во Лондон на медицински прегледи, каде ќе потпише 5-годишен договор со топџиите, а официјалната промоција неверојатно ќе биде во понеделник. Висината на трансферот ќе изнесува околу 25 милиони евра, а фудбалерот ќе добива 3 милиони евра по сезона. Инаку Бернард има 20 години, е член на Атлетико Минеиро и веќе запиша 5 настапи за бразилската репрезентација. Фудбалските експерти го посочуваат како еден од најталентираните фудбалери во светот. Холандскиот тренер Гус Хидинг си поднесе неотповиклива оставка на местото тренер во рускиот клуб Анжи, засилувајќи ги шпекулациите дека ќе ја преземе Барселона. Каталонскиот клуб секој час би можел да го обелодени името на новиот тренер, откако поради здравствени причини тренерската позиција во Барселона ја напушти Тито Виланова. Хидинг во досегашната своја тренерска кариера беше тренер на ПСВ Айндховен, Фенербахче, Валенсија, Реал Мадрид, Челси и Анжи. Новак Џоковиќ одамна има изјавено дека тајната на својот успех ја должи на промената на исхраната. По совет на нутриционист, Новак почна да се храни преку посебна диета која го направи поефикасен на теренот, а сега тој планира тајната на својата исхрана да ја открие преку книга. Книгата е насловена како Surf to Win, всушност представува водиш за нутриционистичката исхрана и истата ќе влезе во продажба следниот месец. Џоковиќ освои 6 од 7 гренслем титули откако почна да ја практикува новата диета без глутен кон крајот на 2010 година. Во 2011 година тој успеа да ги освои Австралија Опен, Вимблдон и US Open.